Во земја во која и покрај промената на власт е опозицијата, разбирливо е да се игра надпревар на нерви во кој никогаш не е јасно кој е победникот, но секогаш е прецизно утврдена улогата на народот кој без исклучок е поразен, дури и тогаш кога оној што се колнеше во него го убедуваше дека папучите може веднаш да ги смени со копачки. Од она што можевме да го видиме, подготвителните работи се речиси завршени. 99% се завршени. Претпоставувам во наредните 10-15 дена ќе биде се завршено. Тие 15 дена се заминати пред еден месец оној што климаше со глава покрај држачот на роковникот, само за да продолжи да игра за партискиот дрес без да го засега оној со државниот грб. Сега, откако и тој надпревар може да биде изгубен, смело тврди дека постои шанса да се стаса до триумф, но под услов само ако новата влада се реваншира со нови 2 милиони евра. Говорно тврдам дека доколку владата ни излезе во сусрет, ни помогне, дека овие проблеми во рок од 20 дена ќе ги немаме и дека арената Филип II или активностите кои што се на арената Филип II ќе бидат завршени. Тоа поради обврските кон Европа може и на вистина да заврши, па макар и преку фирма на братот на парламентарниот портир, но никако да почне тоа што се чека од Македонија. Ниту за него, ниту за еден од собраниските свртничари не е отпочнат мечот во кој тие, центарфорите, ќе треба да докажат во каква улога партиципирале на утакмицата, кој ги загревал и кој ги внел во играта, давајќи им шанса од клупата за резервни да станат асови. Деца, зашто зборувате? Молам. Не се чувствувам одговорен. Зашто да се чувствувам одговорен? Имаме комисија. Имаме комисија на Шоличио. Сега си пркаме работа на Шоличио. Кој е обвинение? Немам коментар. Ве молам. Ве молам. Ова е толку непристојно од ваша страна, ја немам зборови. Нема ништо непристојно ако е тоа прашање кое оптоварува јавноста, која сака да знае се и да не биде доведувана во заблуда, иако моќните PR машини се обидуваат со копирајт на стратегијата за секојдневен пресинг, да го менуваат дури календарот. Па според нив, јуни не е половина од годината, а една година не трае 6 месеци. Буџетот е повеќе од половина потрошен на Министерството за здравство, многу повеќе од половина, и сега ни побара од Министерство за финансии долгови што ни стигнуваат во овој период. И за 2-3 недели се стигнати огромна сума на долгови. Таравари има проблем затоа што е од движењето за реформа на ДП. Ако беше член на СДСМ ќе му требаше помалку или воопшто не ќе му требаше време за да го реши. Бидејќи според новата теорија која смислиле во нивната општинска организација во Шуто Оризари, во земјата ќе има двојно државјанство, македонско, со кое и натаму ќе си има Белја, и државјанство на СДСМ, кое е магично и за миг наоѓа спас за секојдневните маки на граѓаните. Дали на те пешачки време како дојду полиција. Дали како не врдја. Кастаното полиција на регистрирано. Дали мамо џанан го подаро да се мене. Лаја го лутки дуито лично карта каде баје. Токму затоа следува и предупредување. Секој мора да внимава на своето тело бидејќи без да биде проверен составот и материјалот од кој се крепи организмот, крвта може да биде и незабележливо затрувена. Убодот од кргажот најчесто е безболен. Тоа е најголем проблем бидејќи тој се присврствува за кожата без ние да осетиме. И на крајот, за реакцијата на тој што ги лепеше, а тие си се хранеа од неговата пазува. Имајќи во предвид што се случува со медиумскиот сектор во Македонија по доаѓањето на новата власт. Заглушувањето на медиумите, притисоците врз медиумите, особено врз собствениците на медиуми. Притисоци нема затоа што паразитите се такви. Старата кожа е навикната на нив, но тие си одбраа нова. Цицаат само свежа крв.